Slušaj vamo. Dragi moji, ovo je jedna od последните мои подкасти. Не. Ке има подкасти туку. Сите ги правев сериозно. Бидејќи не се подготвувам нешто посебно, гледам да пренесам онака како ја доживувам ситуацијата кај нас и нормално и во светот, како се одразува и како ги пренесувам своите размислувања. Имено, јасно ми е дека одамна никој овој народ не може на ништо да го научи и овој народ реагира така како што реагира. Но денеска ќе бидам колку е можно пократок и поконцизен, затоа што има неколку работи кои стварно онака ме се работи прво за константните напади кои не престануваат врз опозицијата и конкретно врз Мицкоски. И тоа, мислам дека е тоа, знаете како во време на шарените кога го прогонуваа Никола и кога за све Никола беше крив, сега е истото така од истите центри со истите куини. Ама и со една мала разлика. Види, Никола и беше легитимна цел затоа што беше премиер. Така да се што се случува во земјата, обвинувањата треба се и насочени кон кого? Кон власта. Браво! Како им прават на учениците. Океј, значи, власта е таа која ја носи одговорноста за оно што се случува во една земја. Каква е демократијата, слободото, правото, економијата, историјата, нацијата, историските задужбини и така натаму. Ние овдека се занимаваме со опозиција која е опозиција уште од 2017 година. Знаеш што? Еве вака накратко ќе кажам. Приказните, види, ја не сум против ВМРО, ама сум против ова раководство. Тоа раководство со пиштоли дојде на власт таму или после 100 состаноци идења на терен, одобрувања, бога ми и лајкови, членството си го поддржува. Па ова е, ВМРО ДПМН не е македонска партија на државата Македонија. ВМРО ДПМН е партија на следбениците на ВМРО ДПМН, како што на левица се следбениците на левица, како што на СДСМ се следбениците на СДСМ. Како они одлучиле? Кој ќе ги води? Како ќе ги води? Вие имате, драги мои позиционери, вие имате нелегитимно избрана власт, вие имате премиер кој никогаш не излегол на избори, кој е насаден. Значи, дури не ни знаете ни вашите како реагираат кон него. Ама, ајде, знаеме, не знаеме, накратко да видиме. Какви се рейтинзите на партиите? ВМРО ДПМН 22-3-4, така? СДСМ 11-12. Океј. Ако бевте вие управо што говорите против опозицијата, против Мицкоски, против ВМРО ДПМН, против раководството, зашто не им паѓа рейтингот? Зошто не паѓа личниот рейтинг на Мицкоски кој е number one у моментов во држава? Како тоа рейтингот му се зголем и колку повеќе му се зголемува сите овие повеќе ваков е, таков е, ова правил, она правил, а рейтингот му иде up, fly, Robin, fly, up in the sky. Вака треба да ги водам, не можам више. Ми пука филмот таа сериозност. Све е јасно, само прашање е на време кога, затоа што сите можни домашни, криминални, меѓународни, секакви кочници се направени, народот да не си ја покаже волјата. Да, луѓе мои, ова вам не ви дозволуваат. И сега што? Виновна ви е опозицијата, зошто нема предвремени избори, ама требало да направи врака, требало да... Што глупи се они? Вие ви текна, они не знаат. Они кои се нон-стоп за тоа. Не викам дека се и они совршени. Далеку од тоа. И како би мамал ластици таму, тоа ич да не се чудите, ама затоа на другава страна би мавал клоци и шамари. Боксови не. Сум против насилство, ама шамаре
Вака добра воспитна мерка. Кој ме краде? Кој ме заебава? Кој ме малтретира? Па не е опозицијата, туку е позицијата. Така што, мислам дека народот на едно инстинктивно, интуитивно ниво тоа го разбра и затоа популарноста и рейтинзите на Мицковски, на раководството на ВМРО-ДПМН, на партијата ВМРО-ДПМН и на сите опозицијски партии им расте. Со тоа се рушат сите тези кои зборат спротивно и како не можам ја истрага да правам, види мене ми рече ово она. Истите центри што му кажуваат и Милојко, и на Милојко и на Аналитико, истите центри ги раководат со истиот дискурс. Така што лесно се и пак не успева да ги Зошто еве ако се во право не успева да им го срушат рейтингот. Инстинктивно народот, 3 пати го кажав, 5 пати ќе го кажам, не можам, никој не може да ги докаже тие работи. То се милиона афери. Ал Капоне нема изнаправено, ако ги слушаш овие сите, што све вадат. Не поминуе, но тоа е повеќе, ниф им е јасно дека не ќе можат да го срушат ни рейтингот ни на ВМРО, ни на партијата, ни на Мицковски, ни на членството, на раководството, туку ова е за да се зацврстат своите малце расклатени, затоа што и овие од позицијата гледаат и нивните следбеници дека се клати. Ако се клати, ќе дојдат избори, а после избори да видиме кој јадел, платил, кој не платил, да плати. Но што има тука страшно? Така? Идеш у ресторан, јадеш, завршиш со јадење, плаќаш, така. Овде имаме многу, ништо не плаќаат. Пак да повторувам автопатиштата, електричните автомобили, па и овој коридоров 8 за кој веќе фрливме вреќа пари, вака. Немаат направено. Нонсенс ми е. И уста не би затворил. Но, ќе бидам супер есенцијален. Кажете ми, која, каква и зошто е причината германскиот Бундестаг да во оваа рашомонијада преспа, откако, оваа власт ни го смести со знамето, ни го смести со привремената референца, со Охридскиот договор, со територијалната поделба, со Преспа, со бугарите и така натаму, предавајќи ги сите, па дури и власта ја предаваат да други националности ја водат оваа, други народи ја водат и други организации ја водат оваа земја, одошто дури и нивните членови за кои се залагаат, колку толку. Што ми беше мислата? Ништо, ти до пилињата. Зошто моето право, јас да бидам Јанко, македонец, христијанин, православен, моето право да бидам машко, мене треба да ми го гарантира мојот јазик, мојот идентитет, германскиот Бундестаг. Mein Gott! Изгласеле у Бундестагот дека се цементира, гарантира. Не сте бе вие. Фала, данке Deutschland. Herzlich willkommen. Herzlich dankeschön, meine Damen und Herren. Ich lieb du mich, du lieb mich nicht. Много е јасно. Да. Ich lieb du mich, du lieb mich nicht. Да. Да, така иде песната. Зошто моите основни човекови права? Под основни човекови права се подразбира право на самоопределување. И прво и примарно е за мене што јас сум одбрал да бидам христијанин. Не е важно дали е некој роден или не е роден. Изборот. Јас сум избрал да бидам христијанин. Ја прифаќам да бидам македонец. Татко и син на моите родители и на моите деца.
tatko i sin, nivni pripadnik. Го прифаќам наследството на моите предци. Ја затоа ја зачувам идејата за Македонија, затоа што ми е идеолошки, културно, нормално и човечки. Имам право да се откажам, но јас сум одбрал што сум одбрал. И тој мој избор, не мене, туку во целиот свет, секому му е запишан и зацементиран во повелбата на Обединетите нации. Не знам што е тука нејасно. Во Обединетите нации повелбата, сите народи, нации, држави во светот ја подпишаа таа повелба право на самоопределување, кое после следи уште мал милион работи. Тоа не може никој да ти го одземе. Никаков договор, а не може никој ни да ти го гарантира. Еве да разберам дека е добра волја на германскиот Бундестаг ова да го направи за да ги охрабри ВМРО ДПМН за да прифатат уставни промени кои нема да бидат катастрофални и значајни. Ја не сум сигурен дека нам ни треба некаква гаранција од било која сила. Од било која. Затоа што ја барам само да се повикуваме на повелбата на Обединетите нации. И моето делување е врз основа на тоа и на ништо друго. Затоа, драги мои, ја не можам да барам од никого ништо. Ако некој се изјасни за мене, ти благодарам. Со добро. Ако се изјасни со лошо, исто ти благодарам. Но мене не ми треба вашата гаранција и вашата битност. Мојот избор е мој. Ако јас сметам дека нешто не е добро, не е добро. А ако сметам дека е добро, окей, нека биде. А ако сме притиснати до зид, и тоа нека биде. Само да ви кажам дека има една работа, една многу чудна работа. Знаете, овој народ бил и под Турско, бил и под други земји. Па некако идејата за Македонија и македонецот не исчезнала. Приказната дека тоа, не знам, Русија го вади, или, не знам, Тито го вади, или американците го вадат, па американците сакаат да не уништат, тие приказни за таа неписмена, ајде да речем, заблудена, излажана, изманипулирана каста од луѓе која се занимаваат со ова, стварно е небитно. Затоа што обидете се денешнава ситуација да ја гледате од трето лице 100 години од иднината. И се погледнеш. Што мислите, дали нашите идни ќе имаат исти вакви емоции? Ја мислам ќе бидат многу потолерантни и према светот и према соседите, но нивниот ген, нивната национална свест нема да исчезне. Што год ние да подпиша. Затоа сум оптимиста. Затоа уште еднаш им благодарам на сите, па и на Бундестагот за она што го направи, ама why? Не е признавање на државата официјално, па да не признаете под нашето уставно име. Јебала вас Северна. Сакам да кажам дека добро е да сме пријатели. Добра е поддршката. Јас сум роден во Македонија, а за Северна Македонија Господ на помош нека е. Како и да е, доаѓа време кај што веќе таа поделба помеѓу СДСМ, ВМРО, ДУИ, ДПА, ово и оно и така натаму, појма немам више кои партии, левица, десница, веќе е смешно и дегутантно што год да слушате вие на разни дебати. Овде имаме само еден избор. Веќе не ни навлегуваме дали СДСМ се лоши или добри, сакајки или не. Може би се притеснете во зид, може би пиштоли ме вперем во слепоочница, не можеме да навлегуваме и не сакам. Може би е криминал, може би. Но има една константа е дека во овој момент, за да ние спасиме што може да се спаси, оваа власт треба да биде сменета. И тоа сменета со сериозно излегување на избори, рушење и со такви резултати какви што ни опозицијата во овој момент не се надева. Јас знам дека има многу мина од вас што не знам дека сте за ВМРО, но има и што не се и не ги сакаат. Но верувајте,
Nema podobra opcija. Harm reduction što ke bide. Evo, ako idete po harm reduction, nemate podobra opcija od ova, ako sakate barem gram da zamenite. Zato što sve ono što čini ili ne čini tamo ili kako politika i ideologija je menljivo i može da se smeni. Da li gledate takvo nešto deka može da se napravi po sada sama? Ne. Pritesneti se, iscedeni se, cijeli od koncept i mentalen sklop ime već je takov. Makedonija ne je bitna, bitna je Brisel. Zašto i kako drug pat? Ma navleguvajte vije, zanimavajte se to. Koliko i da vi zvuči kako partijska propaganda, jedinstvena opcija, zdravorazumska u ovoj moment, vi je samo da glasate za opozicijata. I ovi je da bidat smeneti, da ne zna co godini što gi snašlo pred da se osmeli bilo koji od njih da izleze na govornica u parlamenta, ako i ima nekoj, ke ima, ajde, da progovori nešto i so koji obraz kevo kaže to. Slušaj vamo.